Бизнисот добро се справува со инфлацијата, се чувствува исцрпено, но има капацитети да одолее на предизвиците. Првиот човек на Стопанската комора Бранко Азијски уверува дека состојбата е стабилна, а државата и компаниите имаат доволно механизми да делуваат за амортизација на ценовниот шок. Во услови кога изостанува значителен инфлаторен удар однадвор, состојбите полесно се менаџираат. Така да ние сме во секојдневна комуникација со владата и преку нашите асоциации, преку нашите органи, така да мислам дека во овој момент можеме да бидеме мирни. Ќе направам све и ќе барам све што е во можност да се држи под контрола, да се искористат сите механизми, затоа што таа ако дојде во нашето стопанство заради неговата структура ќе биде тешка катастрофа и тешки последици ќе остави и мислам дека треба да направиме све сите надлежни институции да не дозволиме некакво ескалирање на таа состојба, бар во делот каде што ние можеме да влијаеме кај неувезената инфлација. Ценовната стабилност е клучна, но за стопанствениците многу е важно да се работи и на намалување на административните бариери и сузбивање на корупцијата пред се во делот на администрацијата. Малите предпријатија сериозни состојби за корупцијата, меѓутоа дава и сериозни решенија. Основното нивно барање се сведува на тоа да мора све да биде од администрацијата потврдено, подпишано, затоа што администрацијата се плаши да стави подпис на било што, да таков документ што може да предизвика последици. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски смета дека моменталниот систем на електронска аукција е одличен метод, бидејќи се намалува можност од корупција. Тој нагласува дека процентот на тендери преку електронска аукција треба повеќе да се користи. Она што сметам дека треба да се подобри, да се поедностави постапката. Се соочуваме со ситуација каде што бројни компании не успеваат да добијат јавна набавка заради банална причина. Мислам дека треба да се направи секвенционирање по големина на јавна набавка. Не може вие истата процедура да ја барате и за јавна набавка од 500.000 евра и за јавна набавка од 50 милиони евра. Во таа насока стопанствениците инсистираат и на поголема транспарентност при тендерските постапки за намалување на злоупотребите. И ако имаме достоинствени работници во администрацијата кои што ќе стои достоинствено, исправено со интегритет на таа работна позиција, тогаш навистина нема да имаме проблем ниту со тендерските постапки, ниту пак ние ќе имаме проблем да аплицираме на тендерите. Од владата велат дека остануваат отворени за поддршка на бизнес секторот, но и за сите нивни предлози за поедноставување на процедурите.